Добро вечер и Божи благослов се разбира, почитувани слушатели. Вие оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината. Емисија која што се емитува еднаш неделно. Емисија која што зборува за вистината. Затоа што денеска постојат голем број луѓе кои што се уште трагаат по вистината. Иако Библијата е единствената книга која зборува за вистината, затоа што во нези е запишана само вистината. Самиот Господ Исус Христос, кој бил пред 2000 години на оваа земја, рекол дека тој е вистината и дека небото и земјата ќе поминат, но неговите зборови нема да поминат. Почитувани слушатели, сакам да ве поздравам во името на Господа, во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Се разбира, зборуваме за Божјите вредности, зборуваме за христијанските вредности. Зборуваме она што Библијата ни зборува и ни препорачува на секого еден од нас. Почитувани слушатели, имаме неколку серија предавања по прашање зошто Бог е поразличен од нас и во што е поразличен Бог од нас. Се разбира дека даваме неколку изјави и неколку емисии се разбира се посветени на оваа прашање во што и зошто е Бог поразличен од нас. Покрај тоа што ние замислуваме дека Бог е на небото, дека постои некоја енергија која се движи меѓу светот, Библијата многу јасно и гласно зборува дека постои Бог Творец на небото и земјата. Тој кој што е наш сепак небесен татко и кој неговата милост ја покажува секојдневно. Зборуваме за Божјата добрина. Кога зборуваме за Божјата добрина, или за Божјата благонаклоност, поточно ќе видиме дека овие две нешта се поврзани со Божјата милост. Божјата благонаклоност, Божјата благодат, Божјата добрина секојдневно се покажува над нас, без разлика дали ние ќе ја забележиме или нема да ја забележиме. Таја постојано го обкружува овој свет. Иако светот не е свесен за таа Божја милост, Библијата зборува дека точно се уште живееме во таа Божја добрина и во милоста Божја. Но како што кажав, денеска луѓето не ја забележуваат Божјата добрина. Туку едноставно таа се појавува не по наша заслуга, без разлика дали ја забележуваат или не. Дали ја заслужуваме или не, таа се појавува заради милоста Божја, поточно милоста која гледаме преку Синот Божи Исус Христос. На сите своји созданија им посакува само добро и им дава добра на сите, за да може сето тоа да им користи или да му користи на човекот. Библијата зборува дека Бог е добар. И затоа зборуваме за таа Божја добрина. Ако се сеќавате, почитувани слушатели, зборувавме кога Исус беше запрашен од еден младич и кога тој младич му постави прашање и го нарече добар, Исус му вика никој не е добар освен единиот Бог. Библијата многу јасно и гласно зборува за човековото пореметување. И тоа го гледаме уште во Генезата. Затоа таа добрина човекот ја изгуби. Иако смислата и целта на Бог беше да човекот го создаде како добар, кој ќе обработува и ќе живее на земјата еден богоугоден живот пред очите на Господа. Но самото навлегување со гревот, со самата непослушност се поремети добрината на човекот. И денеска човекот во секоја смисла не е добар. Човекот е лош, Библијата го опишува како лош, затоа што кога ќе читаме во Мојсеевите книги ќе видиме човековото срце од кога почнало да се расипува, од кога почнало да знае за лоши работи, за зло. Уште вели од мали години човекот знае за зло.
така да гревот го поремети човекот и затоа Павле вели нема ни еден добар, само Бог е добар. И тоа не го потврдува па дури и Господ Исус Христос, дека нема ни еден добар, освен единиот Господ Бог кој го твори небото и земјата. Почитувани слушатели, заради таа добрина Христос дојде на овој свет, за да може да ни ги прости, се разбира, нашите гревови. Продолжуваме, како што кажав и најавив уште минатата емисија, со оваа иста тема. Во Псалмот 145:9 се вели Господ е благ кон сите, или Господ е добар кон сите. Овде Бог не прави разлика, затоа зборува дури Исус, дека само Бог е добар, без разлика на верни или неверни. Бог ја покажува својата благост, Бог ја покажува својата, се разбира, добрина. Еве сакам да прочитам нешто, се разбира, од Лукиното Евангелие, да видиме еден пример кој ни е запишан. Иако овде можеме да забележиме и ќе забележиме како од страна на верските водачи во времето на Римската империја, кога Исус дошол, кога Синот Божи дошол, Спасителот на овој свет, луѓето, се разбира, го осудувале. Ќе отвориме во Лука 15 глава и ќе читаме од 1 до 3. И еве таму што ни е, се разбира, незапишено. Се приближија кон него сите цариници и грешници, за да го слушаат. А фарисеите и книжниците негодуваа велејки, овој прима грешници и јаде со нив. Замислете си, од страна на тие верски учители Исус беше оцрнат, оговаран, затоа што седеше стокмо со грешници. Тие не можеа да сватат дека без разлика какви се тие, каква таргет група се тие, сепак Бог сака да ја покаже, се разбира, својата добрина над нив. Еве ќе прочитаме исто така од Лукиното Евангелие, 19 глава, ќе читаме од 8 па се до 10. Значи, Лукиното Евангелие, 19 глава, ќе читаме од 8 па се до 10. Станува збор за една доста позната приказна кој ни е напишана во Новиот Завет. Поточно, станува збор за доста познат настан. Станува збор за цариникот или началникот на царениците Захеј. И еве кога Господ Исус беше во домот негов, кога Господ влезе во домот на Захеј, тој сакаше точно таа благонаклонност, таа Божја добрина да ја покаже над овој човек. Иако овој човек беше од страна на евреите, на верските водачи, отфрлен, затоа што тие смета дека едноставно е недобар човек или грешник. И еве што вели Библијата. А Захеј застана и му рече на Господ: Господи, еве, половина од својот имот ќе му дадам на сиромасите. Ако од некого сум оштетил или сум го оштетил некого, четврно ќе му вратам. А Исус му рече: денес дојде спасение во овој дом, зашто и тој е син Аврамов. Зашто синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е загубено. Значи, без разлика што другите размислувале за овој човек, Исус доаѓа во домот на овој човек. И гледаме како Божјата добрина се појавува на овој човек. И не само на овој човек. Ако видите, Мате исто така бил цареник и Исус го зема со себе си. Исус јади и пие со грешници, со митници, со цариници. Но од друга страна, верските лидери сето тоа не можеа да го разберат дека Бог ја покажува својата добрина кон сите нас. Па, да бидеме искрени, дури и тие не беа добри. Словото Господово, особено апостолот Павле, до римјаните многу јасно и гласно зборува дека никој нема добар и никој не е идеален и совршен, освен единиот Господ Бог. Во псалмите читаме како зборува за човековата расипаност, поточно за човековото срце кое е полно со непријатности или е расипано. Библијата ни зборува дека Бог е добар и благ кон сите. Тој ги повикува сите да дојдат, се разбира, кај него. Еве ќе отвориме во
Евангелието на Матеј, 11 глава, ќе читаме од 28 па се до 30. И еве што ни вели, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител. Дојдете кај мене сите изморени и обременити, јас ќе ви успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете спокојство за вашите души. Зашто јаремот мој е благ и бремето мое е лесно. Почитувани слушатели, сепак, оној кој е полн со милост, оној кој е полн со добрина, ова вечер не повикува и не кани сите нас, сите оние кои сме обременети, сите оние кои сме расипани, сите оние кои грешиме, кои не сме идеални, не сме совршени, да дојдеме при Господа. Затоа што Тој ја покажува својата милост над секого еден од нас и ја покажува таа добрина, неограничена добрина. Библијата ја опишува како вечна добрина. Ја опишува како благост, кој Бог ја покажува кон сите. Еве во Матеј 5 глава 45 стих што ни е запишено. За да бидете синови на вашиот татко кој е на небесата, зашто тој со сонцето ги грее лошите и добрите, им припаѓа или им паѓа дожд на праведните и на грешниците. Повторно гледаме како дождот, така сонцето, исто така дождот врни за грешните и за праведните, но и сонцето изгрева и за едните и за другите. И Бог сака да ја покаже својата милост, без разлика кон едната или кон сосема другата, се разбира, група. Божјата добрина и благонаклоност, кој што го води или треба да го води, се разбира, нашиот живот. Што ќе каже апостолот Павле, се разбира, на сето ова? За Божјата добрина. Еве што ни вели Словото Господово. Не сваќајки погрешно или немој да ја сваќаме погрешно прекумерната Божја добрина, воздржливост, долготрпливост према нас. Божјата добрина ти дава време за да можеш да се покаеш. Потоа да видиме што зборува апостолот Петар до христијаните кои биле распрснати во Мала Азија, денешна Турција. Ценете ја добрината на нашиот Господ, бидејќи таа ни дава можност што повеќе луѓе, се разбира, да бидат спасени. Библијата зборува, се разбира, за Божјата добрина. Кога зборуваме за Божјата добрина, почитувани слушатели, таа добрина можеме секаде, каде и да се завртиме, се разбира, да ја видиме. Колку мине од нас ја препознаваат таа Божја добрина денес? Божјата добрина секојдневно се покажува над нас и над нашите деца, и затоа денес сме живи поради таа добрина. Секој од нас ја има почувствувано или доживеено таа Божја добрина. Мирисот на Божјата добрина е секаде присутен во целиот, се разбира, свет. Затоа, Господ нека не благослови на вистина, почитувани слушатели, и нека на вистина Господ ни даде очи за да можеме во секој поглед, на секаде околу нас, да ја видиме таа Божја добрина кој Бог, се разбира, ја покажува над нас. Господ со вас, почитувани слушатели, Бог нека ве води, Бог нека ве благослови. И како што кажав, забележувајте ја, се разбира, Божјата добрина на секаде низ целиот свет. Имајте убава вечер, благословена вечер, се разбира, почитувани слушатели. Господ нека биде со вас и мојата молитва е да Господ ја покажува таа милост, таа благост и таа добрина на секого еден од нас. А од друга страна, а ние, се разбира, како такви, ја препознаеме и му благодариме на нашиот Господ и Спасител. Амин. Пријатна вечер и се слушаме наредната емисија, емисијата Гласот на вистината.